Еве, добро вечер. Вечерва сме кај Љубе Костески. Тој полнит 90 години и дојдовме како еден од најстарите жители во Белица да ни раскажет нешто за неговиот живот, неговата биографија, како почнале да го формираат оркестарот. Па сега тој Чико Љубе да ни кажет што се случувало во Белица во минатото. Дали можеш да ни кажеш сега како, од која фамилија си, како сте почнале да го правите оркестарот во Белица? Од Костеска фамилија, Кој ти биле татко, мајка, како сте почнале да работите, да живеете? Диму, мајка Цвета, од деда Мицка, Момировски. Значи од Момировци мајка ти. Како сте направиле вие, како дојдовте до идеја да формирате оркестар со Џеша? Оркестар? Да. Ти свиреше на армоника. Ти свиреше на армоника. Ја бев организатор. Раскажи ни за тоа како било, што било. Ја бев организатор за музиката, за свирењето со придружба на Ристо Спировски Џајко. Од која фамилија тој беше? Тој од Мрлевци, од Спировци. И после, како настави, кажи ни малце историја. А прво беше Џешо и Борис, брат ми, излагаа секоја недела на Стрецево, избира сами младината трчаше да собере за да играат. Да играат, да се веселат. А музиката беше тапанче од конзерва. Од конзерва порано идеше од Ундра за инвалидите сирење, а идеше тоа сирење во конзерви. За тоа добиваше брат ми Борис и кој ќе се испразнит и направи после тапанче од конзервата. А Џешо обично кафалче, овчарско. И така зенза. На Стрецело, кај куќара ваша, стара, згора, и Ристо рече, не може вака. Како да му бараме, рече, кладирет на Џеша. Ајде. И бициклите Белакула дојдовме овде. Имаше еден клавирет од татко на Јордана, Колимуса наш. Тука роден беше тој. Тој татко бил во Америка
И свирил со тој клавирет десен. Па тој клавирет го имаше најглавната музика во Белакула. Свиреше Рај со него и група 5-6 души. А то која година било од прилика? Тоа После Втората светска војна. после втора. Кажи ни ти, порано, со какви инструменти во Белица луѓето праиле стрецело? Со гајди, со кавали? Гајди. Претежно гајди. А, А ги познаваш некои од гајдаджиите во Белица што свиреле? Кои биле? 12 души беа. Значи во времето во Белица доминирале гајдите, така? Тибија бил пуре. Тибија прв. После Димитрија Радевски. После не може да Добро, ти бро. добро. Пата кој ќе победет, не кој ќе победет. Најозади се носеше нестата од дома на чешма, напива невестата со кондура, со чевла. Војца напива од чешмата и така 3 пати. И ќе ја вратевне назад. Вие секој сведен свиревте, така? А кажи ми ти мене, од кај купи армониката твоја? Армониката од кај купи? Армониката имаше овде Кичево продавница книжара. Работеше здраве, не е жив. И тука дојде таа армониката. Тука ја седов на кредит, ја едов пари. Кажи ми ти мене, што си работел како дете? Школо кај си завршил? Школу аналфабет немаше, имаше школу, ама кале, мане, брат ми тие, Кај учевте во кое школо? ево дотурното е. Кај црквата? И кое деление тука заврши и после кај настави да се школуваш? После ова се праише долу. Новото. Школото се праише. И тоа време, кој знае како, пресекле кај гробиштата дрва да прават варница и Јонче Соколе да е печет. Варта направи варницата за тоа што пресекле Дрва. дрва, се запали село. Селото се запали горе, кај Мурговци, и
koji zgasja, koji nešto napravja, a Marta je prenaša vo sandačina, vo košinja, od Svetinog grobče, od tam, od kaj grobištana, do Molčenica. Varta. I kamenje imаше od селото, od селаните, са не носија Со што ги носеа камењата за школото? со волој, со кола, Со кола. селска. А од кај ги носеа камењата? Од кај ќе најдат, од Кукуча, од Молчиница. Сега да ми кажеш малце со сопругата твоја како сте се зеле? Од која фамилија е? Како си се оженил? Одејќија главен бе Натанаија, одејќи и надзирала Славка од пенџериња, од каде. Променета со накид од најдета Шуте, накид златен, Драгуша го носела и ко се навела, за да ме види мене како во пенџериња, и толку јака, се запнала негде со гушпикот златен и так направил тој. Гушпикот го скинал, па го носев ја овде кај манакот да го залепи. А малку, мислам, не активно да се сакавне, туку онака, провизорно. Не беше жената писмена, не беше прошетана, дејката. А ти беше школуван. Со што се занимаваше ти, кажи ми? Со многу работи. Кажи ми што се сеќаваш најпоќе, што работеше, професија која ти беше. Пред школувањето бев со Василета Мургоски, бевне одборници, то што си сега ти, то бевне ние. И бркавне сите масово политички организации. Ја бев секретар на партија, од војска дојдем. Тамо примен, војска. Војска примен и овде готов дојдов во Белица. А Белица беше Божи, Мијатин, Војне, Беле и така. Пак, После што работеше? после поодев совци скози кај Деда Вицка.
Micko Momirovski? A? Micko Momirovski? A A što završi ti školu? školu, Da. jednogodišnju bolničarsku školu v Štip. I posle što работеше? После, kontamo, podnesov te molba so vlada Milenkovski, podnesov te molba do Ministerstva za narodno zdravje Skopje. Od tamo mene bi dojde prijem na работа во Đorđe Petrov. A na vlada ne mu dojde. Ajde сега докажи како беше. Đorđe Petrov, Не. Đorđe Petrov redev najodgovorната терапија на народот. Енекции, реде, вености, мускулни, подкошни и не пушев, не пиев, ништо те, ко мрамор, мирен. И odnesov uba biografija od tuka, дека su bil dobro podnesen, дека su bil pitom, дека me sakal narodot, дека ова, дека она. И Кај заврши со твојот работен век, од кај се пензионира, кај работеше? Тебирки сар Во од душевната болница. таму работеше последно. 20 години таму. Браво. Што можеш друго да кажеш интересно, од што ти се случило во животот најинтересно? То беше најинтересно што ме сака многу, убав авторитет има и ме сака сите првоборци што беа во ратот. Фимка, таа била учителка, е забране како писмена партизаните. И имаше одлика дека преживела во партизаните и се вратила во Đorđe Petrov, од тука беше. Во Скопје, значи во Đorđe Petrov бевте, така? Во Скопје во Đorđe Petrov. Скопје мешано. Е, Тогај не беше мешано, сега е смешано. Тогај ти најпоќе им помагаше во Белица на беличаните, им ставаше инекции тогаш во времето. е в село имаше баđи чепкајници. И превозував некој пресечен и невести кој имаше добила менструација,
за време облечена и ние свирим. Свири. Дойде майка свекрва е. Любе остава е армониката, одай барай помощ. Що е работата? Место химен да чекаме, чекаме менструация. И сега се турат невестата от кръв. Парай чаре. Добре. Армоникава нека стои, никой да я не ги имат, а я бициклата ќе дам до другово. Во другово имам свадба, истото ми се случи и тамо имам препарат, се викаше препарат. Значи ти си бил доктор универзален. Ти си бил доктор универзален во тоа време за во Беличкиот Кичевскиот регион. Отпадно. Да си ни здрав и жив на овие информации. Господ здравје да ти дајт. И пак да направиме во друга прилика, друга некоја репортажа, да си ни пожив вака и ќе споделиме ова да те видат во светот, дека си не само музичар што си бил, него и доктор и да имаме еден убав спомен од тебе, од нашата Белица. Ти си еден од најстарите луѓе, да си ни здрав и жив, Господ убајни и векоит да ни видиш. Се најубо.